Политика, земјоделие, култура, спорт и во овој дневник ви ги пренесуваме најновите настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Ке нема референдум за мигранти на 15 октомври. Земјоделците загрижени за нивната иднина, велат без субвенции се отежнува нивната работа. На 10 октомври во Кавадарци ќе се одржи 6-тиот сајм за вонучилишни активности. Државниот инспекторат за локална самоуправа донесе решение да ги запре одлуките за организирање локални референдуми во општините за мигрантите на денот на локалните избори 15 октомври и да поведе постапка пред Уставен суд за оценување на уставноста и законитоста на донесените одлуки. Досега е донесено решение за 12 општини. Запрени се одлуките за организирање локални референдуми во општините за мигрантите на денот на локалните избори 15 октомври. Вакво решение донесе Државниот инспекторат за локална самоуправа. Од таму велат дека ќе поведат постапка пред Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста на донесените одлуки. Ќе биде покрената иницијатива пред Уставен суд во рок од 3 дена за оценување на уставноста и законитоста на запрените прописи. Ќе бидат информирани градоначалниците и председателите на советите што ги засегат, односно што ги носе овие одлуки, за да не преземат понатамошни никакви действија до изјаснувањето на Уставниот суд по однос на нашите иницијативи. Муслиу истакна дека истите решенија ќе бидат доставени до службен весник за објавување. Решение досега е донесено за 12 општини, меѓу кои и Велес, Кавадарци и Неготино, кои доставиле до инспекторатот извештај од јавното општинско гласило во кое е објавена одлуката за спроведување референдум, а се очекува да бидат доставени уште 2. Причина за нејзиното донесување е член 22 од Законот за локална самоуправа, според кој никаде не е наведено дека општините имаат надлежност за мигрантите и за нивното населување во локалната самоуправа, истакна Муслиу. Субвенциите како нераскинлива алка од земјоделството се голема поддршка за земјоделецот. Ненавремената исплата на истите предизвикува застој во нивното работење. Пред известен период протекоа информации за можна измена во исплатата и доделувањето на субвенциите. Земјоделците загрижени за нивната иднина велат дека без субвенциите нивната работа значително би се отежнала. Истото мислење го делат и експертите. Тие сметаат дека доколку би се случиле измени кои ќе одат на штета на земјоделецот, и Македонија ќе изгуби многу. За доцнетата исплата на субвенциите ја кочат работата на земјоделците. Семенски материјал, подхранување на почвата и производот, наводнување, се само дел од агротехничките мерки кои со помош на субвенциите земјоделците ги извршуваат полесно. Тие велат дека без субвенциите нивната работа значително би се отежнала, а проблеми се појавуваат и со семенскиот материјал. Значи, ние плаќаме семенска роба по 24 денара или 22 денара, односно семенска немамо да посееме никако. Таа што го добиваме не е семенска. Проблемот, значи, фалбата на телевизорот и стварноста у земјоделието е многу далеко разликата. И експертите на страна на земјоделците, магистар Игор Златков, вели, не дај Боже да се реализира она што министерот Заев го најавува. Делењето на субвенции по сосема нов начин ќе значи удар по македонското земјоделство, а земјоделците уште сега најавуваат радикални протести доколку тоа се случи. Субвенциите не само што го држуваат земјоделското производство во државата, или се пробува со него со субвенциите да се големи. Субвенциите и играат улога во демографската карта на државата. Значи ја стопираат миграцијата држава во друга држава или миграција село во град. Ако нема субвенции, верувате тешко на тие индивидуални земјоделци во државата. Најстрамно е што е излезено од устата на човек што рече јас сум роден на нива и знам убаво што е земјоделство.
Пред само 10 месеци во предизборието зајавелеше дека ја познава маката на земјоделците. За да ги придобие нивните гласови, им се представи како човек кој ја разбира нивната мака. Заврши времето на мака, на губење на достоинството, честа и почита. Вие сте мојот народ, а јас имам работено земјоделие. И ја знам земјоделската мака. Треба да им кажеме дека ова година немаш бе брат субвенции. Оти си на исти обем на производство од лани. К1 телевизија побара одговор и став од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за ваквата ситуација. Оттаму велат: не се точни информациите дека субвенциите ќе се укинат. Напротив, се работело на зголемување на финансиската поддршка. Обезбедени биле и 10 милиони евра средства, од каде ќе била исплатена и дополнителната субвенција од по 6.000 денари по хектар за површина со пченица. За развојот на земјоделството, за проблемите на земјоделците, за тековната исплата на субвенциите, но и за најавите дека до година ќе се менува начинот на исплата на субвенциите, колешката Дијана Иванова разговара со професор доктор Драги Димитриевски од Факултетот за земјоделство и храна во информативната емисија Отворено за, која истата ќе може да ја погледнете во редовниот термин вечерва во 21 часот. Специфичност на структурата на земјоделското производство во Македонија е дека преку 80% од капацитетите земјоделско земјиште, механизација, добиток и така натаму се наоѓаат кај семејните земјоделски стопанства. Семејните земјоделски стопанства во Република Македонија се мали, кои што имаат мал земјишен посет, а и тој земјишен посет е доста испарцелизиран и тоа производство кое што го остваруваат, доколку нема буџетска поддршка, тој доход кој што ќе го создадат само од земјоделството не им овозможува да едноставно да преживеат и доколку се остават без буџетска поддршка, тие сигурно дека ќе го напуштат земјоделството и тешко дека ќе се вратат. Се повисоките летни температури се причинител за поголема потреба за наводнување на земјоделските култури. Системот капка по капка значително го олеснува наводнувањето и земјоделците и работата на земјоделците. Овој систем најмногу функционира и најмногу е застапен во лозарството. Користењето на системите за наводнување капка по капка е најголемо во лозарството. Со промената на климата и топлите и сушни лета се зголемува и потребата за воведување современи системи за наводнување, кои штедат големи количества вода и го зголемуваат приносот и квалитетот на родот. Системите капка по капка кај нас се најмногу застапени кај лозовите насади и даваат одлични резултати. Но колку треба да издвојат лозарите за една ваква инвестиција? Последните пресметки покажуваат дека за веќе постоечки насад се потребни 3700 евра за хектар. За да ги намалат трошоците лозарите од ИПАРД програмата, можат да побараат и враќање на дел од средствата во висина од 60%, односно да им бидат вратени скоро 2200 евра. Системот за наводнување капка по капка, во кој инвестира земјоделецот, во тој случај би го чинел 1480 евра. Средства кои можат брзо да се повратат, а опремата останува да се користи подолг период. Сообраќајна несреќа се случи на регионалниот пат Градско Прилеп, во која животот го загубија 2 лица, соопштуваат од Министерството за внатрешни работи. Увид на лице место извршила екипа од полициската станица Прилеп и јавен обвинител по чија наредба телата на починатите се дадени на обдукција. 2 лица загинаа во сообраќајна несреќа која се случила вчера попладне на регионалниот пат Градско Прилеп кај 35 километар, информира Министерството за внатрешни работи. Сообраќајката се случила помеѓу патничко моторно возило Ровер со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од 52 годишниот ДЈ од Кавадарци, и товарно моторно возило ДАФ со велешки регистарски ознаки со полуприколка, управувано од 35 годишниот АБ од село Ваташа, Кавадарци.
Како што информира МВР, во незгодата возачот на патничкото моторно возило ДЈ и сопатникот од истото ДЧ, 56 годишен од село Манастирец Росоман, се здобиле со тешки телесни повреди. Пренесени се во градска болница Прилеп, каде што им подлегнале на повредите. Увид на лице место извршиле екипа од полициската станица Прилеп и јавен обвинител, по чија наредба телата на починатите се дадени на обдукција. На 10 октомври оваа година во Кавадарци ќе се реализира 6-тиот поред сајм за вонучилишни активности. Од досегашните искуства сајмот го посетуваат од 3000 до 4000 ученици од основните и средните училишта. Целта е младите да бидат оттргнати од пороците на модерното живење и на идентичен начин да се исполни нивното слободно време. Оваа активност ја реализира Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво. Проектот Саем за вонучилишни активности повторно ќе се реализира во Кавадарци и тоа на 10 октомври. Оваа активност е единствена од ваков вид во државата, а започна да ја реализира Општинскиот совет за превенција од малолетничко престапништво. На саемот ќе имаат можност повеќето спортски клубови, колективи, невладини организации, здруженија на граѓани и други различни субјекти од градот пред присутните да ги представат своите активности. Целта е младите да бидат оттргнати од пороците на модерното живење и на индиректен начин да се исполни нивното слободно време. На кој што саем ќе бидат представени сите спортски клубови, невладени организации, културно-уметнички друштва, музички училишта и други школи за странски јазици и така натаму, кои што ќе имаат своји штандови, а на истиот саем ќе бидат присутни, односно ќе го посетат организирано сите ученици од трето оделение до кај 8 оделение, за да можат да одберат каде би го потрошиле своето слободно време. Со тоа на еден индиректен начин сакаме да ги зачлениме децата во ваквите клубови и организации и да ги тргнеме од пороците, од улицата. За се има време значи да се забавуваат, да чинуваат било каде. Каракулев вели дека доколку успеат само 10% од учениците да ги вклучат во ваквите воншколски активности, нивната цела и целта на советот ќе биде постигната. Инаку до предходните години на саемите продефилираа од 3000 до 4000 ученици годишно. Истовремено саемот можат да го посетат и родителите, кои заеднички со своите деца ќе одлучат каде ќе го зачленат своето дете. Придобивките се обострани, а целта е младите да ги запознаат клубовите во нашиот град и кон кои имаат афинитет да се зачленат, со што би имале корист и тие од клубот и клубот од нив. Двојните тениски терени во Велес се причинител за се поголемиот интерес на велешани за овој спорт. Надлежните велат дека добрата инфраструктура во делот на спортот влијае позитивно и привлекува голем број на спортисти, како рекреативци, така и професионалци. Тенисот е се повеќе интересен и попривлечен за велешани. Па освен на телевизија, ти имаат можност да следат добри надпревари на двојниот тениски терен кој што го доби општина Велес. Тренерот на тенискиот клуб Борец, Дејан Тодоров, вели двата нови тениски терени се од големо значење како за играчите, така и за љубителите на овој спорт. Децата имаат услови професионално да тренираат, да не тренираат на ракометно игралиште или по некои школски сали и резултатите се видливи. Имаме во помладите конкуренции, во црвени портокалов тенис од 8-10 годинки веќе во женска конкуренција две тенисерки што веќе почнуваат да играат полуфинале, финале по турнири надвор од град Велес. Децата се повеќе пројавуваат интерес за играње тенис, вели председателот на клубот Раковски, но не изостануваат ниту повозрасните, иако аматерски, сепак сакаат да дојдат и да пробаат како се игра тенисот. Бидејќи Велес беше единствен град во Македонија кој имаше клуб, а не има тениски терен. Значи единствен клуб во Македонија бевме ние каде што немаше тениски терени и со самото тоа што се добија два тениски терени. Доказ за добрите услови за играње на тенис во Велес е се поголемиот број на организирани турнири и надпревари, а еден од познатите е Велес Open, кој што се одржа по 7 пат во Велес овој месец. Имено, овие терени всушност представуваат и пријатно катче за одмор и релаксација на повеќе генерации граѓани на Велес.
Собранието на Република Македонија по пладна воја прекина работата по 15-тата седница и како што најави председателот на парламентот Ал Џафери, пратениците ќе продолжат по локалните избори. Пратениците денеска 6ти ден во рамки на 15-тата седница дебатираа по предлог законот за употреба на езиците во прво читање. Вечерва со краткиот филм Крајот на времето на режисерот Милчо Манчевски и македонско-бугарската продукција Насоки започнува 38-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки во Битола. Годинишното фестивалско мото ја слави светлината, филмската уметност и градот Битола и гласи добрија светлината почувствуваја Битола. Нашите колеги од регионалната мегателевизија од Битола ни ги пренесуваат информациите. Продолжуваме со вести од Македонија. Премиерот Зоран Заев се обрати на 72-то Генерално собрание на Обединетите нации во Њу Јорк. Тој во своето обраќање истакна дека е уверен дека сите ја имаат истата цел – мир во светот, пристоен живот за сите во одржлива животна средина. Тој додаде дека Република Македонија ги надмина тешките искушенија токму преку обединувањето на граѓаните околу заедничките вредности, независно од нивните определби по која било основа. Обединетите нации мора да продолжат да прават повеќе и подобро да ги исполнат предизвиците. Ние мора да бидеме будни и одржливи, но исто така да обезбедиме иновативни и прилагодливи механизми за спречување конфликти, одржлив развој и управување со реформи, истовремено градејќи ги темелите зацртани во повелбата на Организацијата на Обединетите нации и другите основни документи, додаде меѓу другото председателот на владата Заев. Тој се осврна и на големите движења на бегалците и мигрантите. Ова е глобален феномен, предизвикан од различни причини со различни импликации. Обединетите нации усвоија се опфатна политичка декларација и ветија дека ќе ја интензивираат меѓународната соработка. Република Македонија ги поддржува тековните консултативни процеси и учествува во нив. Очекуваме исход што ќе ги опфати сите аспекти на глобалните феномени. Последните неколку години стотици илјади мигранти транзитираа низ мојата земја и регионот и покрај тоа што се соочивме со сложени предизвици во тоа време, успеавме да обезбедиме хуманитарна помош за луѓето на кои им е потребна, рече Заев. Тој оцени дека освен прилагодувањето на глобално ниво, потребно е секоја земја да се посвети на решавање и на домашните прашања. Продолжува расправата за предлог законот за употреба на јазиците во Собранието на Република Македонија. 6ти ден пратениците ќе расправаат за потребата од донесување на овој закон. На барање на пратеничката Лилјана Кузмановска од ВМРО ДПМН, седницата за оваа точка беше прекината ноќ. Со филмот Насоки, македонско-бугарската копродукција на авторот Стефан Командарев и неговиот соработник, кинематограферот Веселин Христов, вечерва започнува 38-миот интернационален фестивал на филмска камера Браќа Манаки во Битола. Предходно на гала отворањето фестивалската публика ќе ја види македонската премиера на краткиот филм Крајот на времето на режисерот Милчо Манчевски. На свеченото отворање ќе биде присутен и големиот француски кинематографер Пиер Лом, овогодишен лауреат на Златна камера 300 за животно дело, а наградата ќе му биде врачена вечерва. Пиер Лом, како главна звезда на годинашното издание на Браќа Манаки, останува во Македонија неколку денови, а во рамки на програмата, публиката на фестивалот ќе има ретка можност да присуствува на разговорот со големиот мајстор на камерата. Фестивалот ќе го затвори филмот од Велика Британија Нека влезе сонцето на искусниот тандем режисерката Клер Дени и кинематограферката Ањес Годар. Како дел од програмата ќе биде прикажен и македонскиот филм Кога денот немаше име на сестрите Теона и Лабина Митевски. До 30 септември на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки за фестивалските награди ќе се надпреваруваат 13 филмови, а дури 10 нивни кинематографери лично ќе присуствуваат на фестивалот во Битола. Меѓу селектираните 13 филмови, Унгарија, Русија и Франција се застапени со по 2 филма, а за наградите Златна, Сребрена и Бронзена камера 300 ќе се надпреваруваат и кинематографери од Полска, Германија, Велика Британија, Јужна
Јужна Кореја, годинашен добитник на специјалната камера 300 за особен придонес во светската филмска уметност е македонскиот и светски режисер и сценарист Милчо Манчевски. Тој на фестивалот Браќа Манаки ќе одржи мастер класа, а наградата свечено ќе му биде врачена на затворањето на фестивалот на 30 септември. Во документарната програма, публиката на фестивалот ќе има прилика да види 7 филмови од најновата светска продукција. Земји во фокусот годинава се Данска и Австрија и нивните кинематографии ќе бидат представени на фестивалот со избор од најновата филмска продукција. Програмата Мак Point секоја година има своја верна публика од авторите од Македонија, но од година на година се повеќе гости на фестивалот и од странство се заинтересирани да ја проследат, за да добијат слика што се продуцира во филмската уметност кај нас. Продолжува програмата Перспективи на европскиот филм, која на фестивалот му носи поглед во она што е ново и интересно во европската кинематографија, а селектор на оваа програма е Владимир Ангелов и годинава ќе продолжи традицијата на студентската програма, која ќе овозможи поглед во делата на идните филмаџи и од регионот, а во Битола ќе бидат присутни студенти од 14 филмски академии во регионот. Годинашното фестивалско мото ја слави светлината, филмската уметност и градот Битола и гласи: "Доприја светлината, почувствуваја Битола." Кинеската сеизмолошка служба регистрираше земјотрес во Северна Кореја со јачина од 3,4 степени по Рихтеровата скала на 0 длабочина, јави Ксинхуа. Епицентарот на земјотресот е на 41,36 степени северна географска ширина и 129,06 степени источна ширина. Епицентарот е речиси на истото место на кое беше и оној од земјотресот на 3 септември, за кој подоцна се утврди дека бил предизвикан од нуклеарна проба изведена од севернокорејските власти. Продолжуваме со вести од светот. Иран успешно ја тестираше новата балистичка ракета Хорам Шахар со дострел од 2000 километри и со способност да носи конвенционални боеви глави, со што може да погоди неколку цели истовремено. Ракетата беше прикажана вчера за време на воена парада во Техеран. Веста за ракетното тестирање доаѓа во тензичен момент меѓу Иран и Соединетите Американски држави во врска со иранскиот нуклеарен договор, која е остро критикувана од американскиот председател Доналд Трамп. Иран веќе поседува 2 ракети, Гадар F и Седжил, кои имаат дострел од 2000 километри и се способни да го погодат Израел, но исто така можат да стигнат и до американските бази во регионот. Емануел Макрон, председателот на Франција, во вторник во обраќање на Универзитетот Сорбона ќе предложи план за реформи на Европската Унија, соопшти Елисејската палата. Макрон ќе предложи план од 10 точки за реформи, меѓу кои и за засилување на економската и монетарната унија, за подобрување на европската одбрана, за мигрантската политика и за усогласување на социјалните и даночните политики меѓу членките на Европската Унија, стои во соопштението. Говорот на Макрон ќе се одржи само 2 дена по парламентарните избори во Германија, од чии резултати во голема мерка ќе зависат идните планови за засилување на европската интеграција. Денеска имаме променливо облачно и свежо време, сумерен до засилен северозападен ветар, кој повеќе е изразен во источните делови. Утринската температура се движи во интервал од 2 до 10 степени, а дневната температура до 27 степен. Викендов целосно ќе имаме природно стабилизирање со свежи утра и нешто потопло преку ден, но влажен бран се очекува во понеделник. Метеоинформациите се последни во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Ви благодарам што и вечерва бевте заедно со нас. Пријатно.